Опозицијската СДСМ ги обвини Министерството за внатрешни работи и ВМРО ДПМН за враќање на старите практики на режимот со купување сомнителен софтвер за прислушување на граѓаните. Според СДСМ, Министерството за внатрешни работи на почетокот на мај потпишало договор за купување програми што претходно ги користеле српските тајни служби за следење на новинари и активисти. Дали следењето и прислушкувањето новинари, активисти и политички неистомисленици се таргет на МВР ВМРО. Софтверот Celebrate и Sites Pro, како и нови Spice, се алатки развиени за потреба на Српската безбедносна информативна агенција БИА. Проблематично е тоа што во светските медиуми и официјалните соопштенија на Google за овој софтвер се наведува дека бил користен за следење на новинари и активисти. Портпаролката на владата Марија Митева го негираше ово, посочувајќи дека софтверот е купен кога социјалдемократите биле на власт и дека тие точно знаат дека истиот тој софтвер не може да функционира, бидејќи треба да се обновува лиценцата секоја година. Овој договор кој што го спомнуваат, рамковна спогодба за 3 години за набавка на лиценците и ништо повеќе од тоа. Замислете, набавуваат опрема во нивно време, денеска излегуваат на пресконференција или феруваат лаги. Мислам дека навистина немам што повеќе да додадам, освен дека навистина влада една голема безидејност. Според кажаното на пресконференцијата од СДСМ станува збор за набавка на годишни лиценци за софтверот кој го користи форензиката во вредност од 9 милиони денари.